Стабилна законска регулатива, зголемување на бројот на комунални инспектори и редари, но и поголем акцент во образованието за животната средина. Ова го побара од Сдруженијето на општински комунални инспектори на редовното годишно собрание во Струмица, како клучни сегменти за поголема комунална чистота во локалните самоуправи. Сведоци сме на постојаното менјање на регулативите законски. Знаете, многу ни е тешко да работиме со постојани измени на регулативата. Имаме една лепеза на комунални закони кои ние ги спроведуваме. Верувајте, еден инспектор, па макар и во мала општина од каде што потекнувам јас сум од општина Виница, е тешко. Добро би било барем да има уште по еден инспектор, како што е согласно правилникот кој гласи, вика на секои 5000 жители е добро да има по еден комунален редар. Според Георгиев, воспитната компонента во образованието за чиста животна средина е она што недостасува во Македонија, бидејќи колку и да има инспектори, ако совеста кај народот е на ниско ниво, ќе биде залудно. Во Јапонија и во Америка, таму се многу посветува време на образованието на млади луѓе што е предучилишна возраст, како да чуват и заштитат животната средина и како не треба да ја наградуваме животната средина. Додека кај нас у Македонија мислам дека тоа е малку ставено во позадина. Првиот човек на југоисточниот регион, но и на општина Струмица, Коста Јаневски, од општинските комунални инспектори побара посветеност. Ве замолувам, бидете посветени, одговорни, затоа што само со такво однесување сите заедно ќе го дадеме нашиот придонес во развојот на нашата заедница, особено во заштитата на животната средина, кое што има непроценливо значење за нашето и здравјето на идните поколенија. Комуналните инспектори кои што деновиве се најповикани за откривање на загадувачите на амбиенталниот воздух по локалните самоуправи, повторно апелираат до граѓаните за поголема соработка и пријавување на прекршителите на законската регулатива.